Соединетите држави ги оценуваат мерките против владата на венецуелскиот председател Николас Мадуро, откако опозицијскиот кандидат Едмундо Гонзалес беше принуден да побара политички азил во Шпанија. Според податоците собрани од локалните наблюдувачи и објавени од опозицијата, Гонзалес добил најмногу гласови на председателските избори на 28 јули. Ништо не е надвор од масата и во тесна координација со нашите партнери, вклучително и оние со кои редовно се занимаваме за ова, разгледуваме низа опции за да им покажеме на Мадуро и неговите представници дека нивното неправилно владење, нивното репресирање на човековите права, нивното непочитување на демократијата и слободните и фер избори имаат реални и легитимни последици. Излегувањето на 75-годишниот Гонзалес било координирано меѓу владите на Шпанија и Венецуела, според венецуелскиот јавен обвинител Тарек Сааб. Владите на Шпанија и Венецуела се согласија да обезбедат безбеден примин за граѓанинот Едмундо Гонзалес Урутија, за да може да ја напушти територијата на државата и да го добие азилот што му го додели Шпанија. Како последица на тоа, ова министерство изразува апсолутна почит кон одлуките на венецуелската извршна власт, која го одобрила соодветниот безбеден примин со почитување на правото на азил загарантирано со венецуелскиот устав во член 69. Администрацијата на Бајден воведе санкции против компании и членови на владата во Венецуела. И САД и другите ги користе овие мерки како потпора за договори за посредување, како што е договорот од Барбадос минатата есен, кој ги наведе условите за конкретни избори во Венецуела. Сепак, лидерката на опозицијата Марија Корина Мачадо, на која и беше забрането да учествува на изборите, вели дека САД не направиле доволно. Сметам дека САД треба да направат многу повеќе. Јас бев многу јасна и со нив и со другите земји. Мислам дека оние што ги кршат човековите права и сторителите на злосторства против човештвото треба да знаат дека народот ќе ги повика на одговорност, затоа што тоа ќе испрати порака на останатите да не го прават тоа, не само во војската, туку и во правосудниот систем. Белата куќа ги засили своите позиции за транспарентност и објавување на податоците од гласањето. Она што треба да се случи следно е господин Мадуро да го послуша повикот на меѓународната заедница и да ги објави податоците за целиот свет, да може да види за кого гласал венецуелскиот народ и дека нивните демократски аспирации се исполнети. Мадуро ги отфрли тврдењата на Гонзалес за победа, тврдејќи дека имало десничарски заговор за саботирање на неговата влада. Опозицијата во меѓувреме ја мобилизираше венецуелската диаспора да протестира низ градови ширум светот поради оспорувањето на изборните резултати.